мајка ја умрела, Малиов гледа мртваци, полудува, шизофренија ли има дете, шо е, и се гледа, вика, у сцената дека мајка е на раб, вика на слом, као, доста и ти више, као, ај, доста со тие мртви луѓе, разбираш? И Малиов вика, и баба ме посетува понекогаш. И ова почнува да се распаѓа тука, као, престани, плаче, жена, плаче. И Малиов вика, ми кажува дека секој ден одиш кај нејзе на гроб, и одговорот на прашањето е секогаш. И ова, као почне да плаче, вика, мама, шо ја прашуваш ти? Дали си горда на мене? И сега тука пауза. Да ја свртиме сцената. Ајде сега, што би рекол ти малце контекст. Вака, зашто сторителинг? Зашо од кога Коби се пензионираше со кошарка тој период, јас таму се упознав со овој концепт, термин, онака, не се упознав во свесност да му давам. И кога постои кога. Знаеш, порано, тоа е сторителер, раскажувач на приказ, никад дека професија или не знам шо, или па да му навлеземе као вака денес. И он, нели, тоа кажуваше као, ме прашуваат, вика, колеги, што се дел пензионирани, дел не, што ќе правиш со, као после кариера, кој е, најави година на пензионирање, I'm gonna become a storyteller. И сите беа, вика, као, сериозно кажи, као. И вика, сватив дека не... И он сватил дека луѓето не сваќаат што е тоа уствари, разбираш? Кој јас што сум сватил со него, он ме научил случајно, сум видел на клип, некој интервју, обожавам интервјуа него ја гледам. И вика, као сваќам луѓето дека мисла дека се заебавам и као ќе играм голф, као лаба. И треба да им објаснуваш што е сторителинг. Тоа е тоа, вика, уствари, као трнав да објаснувам и као ме гледаат, као nice one, као. И сватив дека колку е саат многу брзо и стилу као, па да, ќе видам, не знам, уште е ова, она ќе ви некој бизнис и ова. Да, знаеш ќе се деси као од првите 2 недели ќе играш голф, ќе бидеш у депресија, ќе ова, ќе она. Вика, они не знаеа дека јас финалето Кливленд Голден Стейт која ја вртат. Да. 3-1, 4-3. Кајри тројка тока да. Ја на полувреме сватив дека е Game 7, вика. Толку он Dear Basketball или некој запишуван, шо и фак бе, финале, и пушта, и сваѓам дека е второ полувреме, вика. Толку излезен од кошарка, виш. Толку. Најапседнатиот, новата обсесија. Што е сторителинг. Не може истите љубови ги делиме со Коби Брајант, ти текне кошарка сака, он ја пасија ти е цел живот од дете. И сторителинг, ја многу сакам, стално викаат, многу убаво раскажуваш. Остај жаре нека раскажува. За некоја дешавка, разбираш, се десило, ти деталите ги фаќаш као. Ја многу ме нервира, добре бе, не ти го раскажува, не доловува. Кажува што сакам ја. И види си сега подкастер. Да. И ќе дојдеме после таму. И уствари што сватив па вака сватив што е сторителинг као концепт не постоеше бе човек. До 2016-15 ја не бев запознан. Еве ти на пример кога имаш као сеаше сторителинг курсеви за сторителинг, кај имало порано тоа? Да, вака убаво да го фокусираат вниманието у еден збор. Кога дозна? Зашо ова е според мене модерно, како да го наречам? Вака како појавно, пошироко популарно. За општата маса. Vegan Cyclist е еден јутјубер кој што себе си се вика дека е видео сторителер. Cycling видео сторителер. Порано тие биле писателите. Писателите, оние што раскажуваат. Филозофи, ама и оние. И тука завршува. Раскажување на огин, нели? Ама пак е едно бате што го прави тоа. Да, тој се знае едниот кој е. Тој. И он приказките доете деца, сега ќе ви раскажам вас, си било еднаш едно бла бла бла. И кјутаците ги гледа. Пак е знаеш како било, не му е стаено лейбл. Ете така. Како дека е тоа многу конкретна вештина што може да стане и професија. Да.
И уствари, кога ќе се навлезе, тоа е све уствари стори. Све е приказ. Да, Ќе размисли, све е приказ. све. И сега од моментот со Коби, ја уствари сваќам, окей, мене ми се свиѓа ова, интересно, ама како се правило? Ја, оние курсеви, ко брейнстери, мейнстери, што има милиарда, некој курс сторителинг видов. После ова со Коби, се среќавам повтор пат. И као, ово и Македонија има, да, интересно. Право? И ја еднаш сигам, која, знаеш, оној идеалниот ден кога го збориме? Понатаму, кога ќе немам толку обврски физички да морам да правам, би сакал да си запишам курс за сторителинг. Ова беше тогаш. Cool. 18-19 година. И in the back of my head си стоеше тоа. Fast forward Подкастера. подкастера, што јас то спремањево за ова немав сватено дека е сторителинг на некој начин. Да, волку свесно, валја не ти излегло на површина. Не, воопште. Да. Подкаст ми е како подкаст, таква бранша. Не е у браншата на сторителинг имаме книги, подкаст, филм, не. Подкаст е подкаст, двајца прават муабет, крај. Лабаво, без сценарија, не е телевизија и ги нема оние добар ден, денеска ќе Да, бе. и вака исправено го е лабаво како да седиме на кауч дома. И мојот концепт за подкаст е тоа. Подкаст е подкаст. Ама реално кој ќе Ама размислиш. реално, спремајки се за ова, сватив како. Питерсон Академи. Целиот курс, односно, јас и ти као ајде Питерсон Академи видов. Гледаше ли? Гледав. Кај Џо Роган гледаше? Да. Треба да го направиме? Треба. И кога ме збореле мемберс идејата која се крилела, зашо не убациме епизода Питерсон Академи? Јас не знаејќи што има внутра. Појма немав. Од кај да знам? Не ги видовме ние. Стварно, не беа курсевите. Ние ни еден не знае. Имаше тизерчиња, нешто, ама вака по... Ти виде, ја видов Јунг, Мир, нешто со Не, христијанство. да, ги видов луѓето. Ги дава личностите. Вервеки, Да, Фервеки, Питерсон и так. тука више купени. И така стана јасно, нема да е ова само Питерсон, него Да. ќе ги собрес. Ама не, јас го гледав на подкаст, кај Џо Роган, и он кажуваше. Јас имам еден-два курса. Така, да. Стенфорд, Да. Харвард, Јейл. Тоа се знаеше, сакам да кажам. Да. Тоа се знаеше. Нема наслов, курсевите, ништо тоа не постоеше. Немаше теми, само естаблирани професори. Леле, стварно, ја и ти више сме се договорили, Да, испланираме готово. тоа ќе оправиме, Појма немаме што има. а уште не знаеш дека сторителинг унатре. Немам појма. И ја го зимам, ти ми викаш, ајде, јас го земам, викам, ајде, еви, јас у моментот правам акаунт на тоа, плаќам едно друго. И ми искача The Art of Storytelling. Леле, викам, јас ова сакам. This is the one. Та, ја мислам и ти го сликнав тогаш, ти прати, викам, као, човек, дали е реал? Добро, ти тоа, као, јас и Друга насока. тема, да, други насоки. И си викам, па ова е топ, ја мој интерес, и ти твој тамо, ова ќе биде лудило. Бе. И плюс, што беше плюсот, сега заборев. Ќе ми дојде Нешто со книгите, нешто со members. Не, за Питерсон Академи. Не, везе, ќе ми Ќе текне. ти дојде. Небитно беше, како и да е, у моментот ми. И викам, добро. Го гледам сторителинг, The Art of Storytelling. И се договараме јас и ти ги гледаш овие за христијанство што беа, и викаш, човек, слушај, јас ова имам тема, ја ти викам, топ, ја за сторителинг. И јас со психологов мојава седиме да збориме, разговараме, и ми вика, слушај, Жаре, и кажувам јас ова. Земи го ти сторителингот прво, викам, Ја. зашто? Мора да доловиш на луѓето зошто е важен сторителингот. И ме замисли, викам, добро, земи го тоа, ти го давам како, еве ти, вози. Домашно Тоа е задача. тоа, да, направи. Добро, окей.
И сега, ја истражувајќи ова, отварам Питерсон Академи, гледам уствари дека е многу специфично како ти да крафташ сторито, односно приказната. Курсот е така Така е за дизајниран. писатели. Да. Не е зашто е битен, него е ја знам да сакам да раскажувам приказни да пишувам, писател да бидам во маркетинг, во книги, на филм, сценарио, не е важно каков писател, пишуваш некој контент. Насоки за тоа. И викам, чекај бе, ќе изгледам 6 курса, 6 епизоди на овакво, од по сат и нешто. И се паметен ќе се правам, не ми е местото и викам, слушај сам со себе кој збор. Да. Добро, ќе ги изслушам да видам и другата страна како е. Мојата намера е друга на епизодава, али окей, да видиме како е целата слика, знаеш. Јас. И го гледам курсов тера, тие квизовите ги овакво, добро, интересно многу, и имам и од таму fun facts за другата страна. Не се правам паметна што не ми е тоа стругата. Океј. Не кажам како се пишуваат приказни. Утре ќе гледа некој и каже еве го 6 сата изгледа материјал и се паметен ќе се прави, не ми е тоа намера. Го изгледав, супер е све топ, помага многу валјда на тие луѓе што знаат, што се препознаваат. Многу ми помогна со Георги, со режисерот епизодата кога имавме. Курсот. Да. Затоа што он е рајтер. Иначе те приметив. Да. Те приметив. И многу работи, еве го викам он. Му се фокусираше на пишувањата, Да. сакаше да уловиш. Многу интересно. Ама идејата, ја запишуваш ли, си правиш ли Знаеш ли ритуал? зашто? Затоа што сватив јас кој тип на писател, односно сторителер сум. Аха. Немам машта да измислам. Аха. Ја мразам фикција, гледаш. Не можам да ме нервира. И каков си? Non-fiction. Јас можам тебе да ти прераскажам. Ти си прераскажувач на настани. вистински настани. На вистински настани. Трчале тара, од Адоша ќе ти го раскажам. Тоа е многу интересна дистинкција. Имаш таков и таков сторител. Тоа сватив пропратно, а не знаев. Да. Све ова ти кажувам, сега ја што ловам, ја немав појма за темава ништо. Кај да знам, не сум експерт, ја ова ме интересира само. Абе види, ние рековме академи, се враќаме студентарија. Студентарија, тотално. И да ја да доловам, ти си многу скромен, ама ние буквално студираме, луѓе. Да бе, да. Ние ја волку кога имам студирано, немам студирано. Исто. Со спремања, со концепти, со пишување, со пауза, со запиши. Питерсон Академи, ама и самиот концепт на Питерсон Академи е да биде на еден академски левел. Ова со книгите што го правиме, добро, не е и тоа шалабајзерски, и за тоа се трудиме, читаме, си запишуваме, си водиме, ама е некако книгата, ама ова е 8 часа се по сати нешто, слушаш професор на предавање, ти така и направена. Не професорот Кирил и Методи. Таква е платформата направена, Од ти гледаш Стенфорд, од Харвард. преубава продукциски направено. Нереално. Видео, има публика, луѓе, интеракција, професор Бина, на професориве што имаат предавање, им осеќам малце anxiety се такви и леле. Абе, прв пат е. Да, и они сега што Прв пат е. правиме се? Немало да се вакво. Ко да сум у аудиториум, а не сум у аудиториум. Бело све позади. Така што Еј, има сериозен. да подобјасниме за Питерсон Академи шо е. Па ајде, тоа правиме. Ама не, Джордан Питерсон не води војна, него као им објавува војна и таков му е тизерот на Питерсон Академи. Зирнете го една минута е, многу ќе го објасни. Он објавува војна на модерниот education system, на школството. Точно. Конвенционално И сега учење. точно. И сега него кошта $500 годишно, 4 години, $2000. Да. Харвард, Стенфорд, курсеви? компанија, професорите што предаваат на курсевиве, на факултетот, каде што ни предаваат да ти се запишеш прво, SAT, SAT, како и Исто да е ти целата си е. процедура, не знам, $100,000 година, треба да спиеш, идеш во Америка, Да. физички си таму. Ова е на телефон, Онлайн. ако имаш AirPlay, Истите стави професори. го на телевизор, гледај го.
без Таблет. идеолошките рестрикции и Браво. политички влијанија Најважно. на академските институции. И овие за овие платени повеќе него Да. за Што значи сите тие академски луѓе и научници се конечно без слободни. рестрикции да може да размисли на сферата во која што е он Без експерт идеолошки и политички стеги, никак. и да си се изрази вистински Како што без фармакологија што кажува за Точно. крвен притисок, без такви ствари. И Оваа тоа е партија, идејата, она. тоа е таа унаводници војна што ја кажува, што Питерсон ја отвара, е дека е тоа. фри спич. И ја и ти сериозно си го свативме. Да. Значи, ја не го гледам тоа пропратно. Значи, мене ми е испланиран. Како пропратно саат време. Дома се знае, луѓе, аз сум на час. Сати нешто, не ќам да имам прекини. Ало, телевизорот си го сменив со AirPlay ми е овој Ти сега. компјутер купи специјално за тоа. iPad. Али добро. Телевизор сменив бе. AirPlay. Тоа не знаев. Преска треба да ти кажам заборив. Пуштам, го фрлам. Ти си правиш шланка? Да, и ова. Нема лежење, вака седам сам. Значи ти апла предавањата ги гледаш бе огромно, значи го Тоа на гледаш 55 инча телевизорот. со тие у 4K публика што со седат све. у редови. Све бе, да, лудило. И да ти ја браво. Да, така да Питерсон Академија тоа и е отворено за сите, мислам Да бе, паблике. 550 500 и долари. нешто евра е годишно членарина. членарина. 4 нови академски курсеви месечно искачаат. Да, Од многу теми, филозофија, биологија, наука, Психологија. неуро, музика имаше бе. музика, за композитори. сторителинг, религија, spirituality, you name it. Бизнис, економија, историја на А економија. уште е у бета фаза. Уште е бета? Уште е бета, не се ни официјално full blown излезени. Ау. Че ова, ја мислам, Питерсон, кај што е Питерсон, мислам дека него амбициите му се За ова, 10 години ќе биде ова проведен. апла ќе биде certified ќе биде. Certified, јас мислам, ќе има Биде certified. исто. Онака со- Ова е новото Со образование. екзем ќе биде. Да. Па имаме. Ќе вреди. Да. Ќе вреди у фирма да Абе, кажеш ја да. имам положено тоа Браво. и тоа на Питерсон Академи. И се слагам јас. За 10 години тоа 100% ќе биде. Исто. И сега јас да се вратиме назад, истражувајќи и гледајќи го тоа, сватив дека сум од овие другиве прераскажувачи. Треба да ми се деси и јас устари кама за тоа јас биографии толку сакам. Се десила една приказна у живот на еден човек, патот негов и ја да видиме кај е, како е, што е и да учам од негови грешки. Или да се инспирирам. Викам добро, за тоа не ќам јас да пишувам. Не ми да пишувам фикција, не знам. Јас да ти прераскажам нешто, многу ми е лесно. И интересно ќе ти го направам и со мои зборови како што јас го сваќам и со тоа немам никаков проблем. Мојата перспектива каква што е да ти ја кажам, таа е. Тоа е. Али јас земам ти измишлям сега приказна, инспирирана од, нема шанси, не знам. Така да ставам карактер, слично да се вика како овој, па со слично да врне. Не, бе. Јас од овде ќе се нервирам, не знам зашо. Никако не ми дава. И земав јас од курсот и ги полагав квизовите, супер све. Спремен сум да пишувам го. И има многу интересни работи. Ај прво од курсот ќе почнам, Ако. па ќе се вратим. Многу интересни fun facts што ги кажа овој. Пример, в сериите порано, клифхенгерите, клифхенгер, знаеме сите што е клифхенгер, да те остае Неизвестниот момент. таман да се деси реклами. Да. Пичка ти, добра, 5 минути чекаш, зашто телевизиите зависеле и шоута од реклами на телевизија. Клифхенгерот го ставаат Да. у средина. Ако е 20 минути, на 8 иде клифхенгер, реклами и ти на брзинка до ВЦ нешто од фрижидерио, она се враќаат луѓе тука И и некој сменил некој канал меѓу време. леле.